Идејата да се занимаваме со лук е затоа што во Македонија има дефицит од лук, се увезува од Кина и затоа пробаме, мислам дека е доста рентабилно. Го гледаме сега сме моментално на органски насад со машинска обработка, машински е саден, машински се прска, сега за скоро и машински ќе го береме. Овој насад е некаде на 2 декара, тоа е сет за семе за наредна година. Планираме да посадиме негде на 2 хектари, 20 декара. Пласма немаме обезбедена, нема загарантирана никаде. Да се произведе поголема количина, мислиме да испадиме на малопродажба со бренд спакувано. Исто како кинескиот, само македонски и органски. Интерес има тука и одгледуваат. Има едно село Дреново, таму досадат само лук, но го обработуваат на традиционален начин, на рачно садење, рачно прскање, рачно вадење и е финансиски понеисплатливо. И не може да се обработи поголема, да речеме, површина, треба повеќе луѓе и слично, додека машинското е полесно. Разликата јас немам гледано конвенционално, почнеме директно на органско. Органското е само по-одговорно, би рекол, за тоа што се прска на секој 7 дена. Препаратите не се скапи, само е позахтевно. Значи треба да не му дадиме да се разборе. Тоа е сето и разликата во органското и во конвенционалното е само во плевелите. Во органското не прскаме плевели, рачно се отстрануваат плевелите, додека во конвенционалното тоа е, и мислам дека на повеќе луѓе само тоа му е проблем. Па сега сертификатот треба сега да се издаде. Има поднесено, треба да дојдат да земат примероци, да анализират и да издадат сертификат. Да, исто и од државата има тука, значи како прво и 50% го плаќаат сертификатот, и даваат зголемени 100% субвенции за органското од конвенционалното. Иако се продаде во преработувачки капацитет, има дополнителни субвенции.